Биле решени да дојдат само еднаш, а се враќаат секоја година. Семејството Дузе од Холандија во јули 1976 година посакало еднаш да дојде во Охрид. Младите Вем и Мехи и нивните два сина Патрик и Алек пристигнале во градиште. Бевме млади, за Охрид знаевме дека има убаво езеро, добар риболов. И решивме да дојдеме, но само еднаш. Бевме со две мали деца, кампувавме. Јазикот не го знаевме, но најдовме таму прекрасни луѓе кои имаа шатор до нас. Тоа бе семејствата Божиновски и Јоргушевски. За среќа или не фати невреме и овие наши нови пријатели не поканија кај нив. Така прв пат дојдовме и во Тето. И иако мислевме дека овде, во Македонија ќе дојдеме само еднаш, еве не 41 година. За Македонија знаеле малку, а денеска уживаат во секој ден поминат во оваа земја. Ја сакам оваа фамилија, ја сакам Македонија, го сакам гостопримството на овој народ. Двата сина на семејството Дузе, кога прв пат дошле во Македонија, биле мали палави дечиња. Патрик подоцна се решава дел од студиите да ги помине во земјава. Се случува дека јас сакав да дојдам тука, али студирал тога и имав можност тука да дојдем за една година или за 3 месеца уствари. И кога стигнав тука, ми се свиѓа, се падна во група со луѓе и седнав, останив за година. И ти доаѓаш 41 година? Па да, исто. Имаш деца, дали тие сакаат да доаѓаат во Македонија? Тоа е веќе третата генерација. Па третата генерација, па сакаат, само не е толкова лесно да дојдам затоа што треба да идат у школа и ја малку послободен сум и кога сакам идам, знаеш. И па децата треба да идат у школа. Сакаат. Ја сакаш ли македонската храна? Сакам. Како да, најмногу е ајвар. Ајвар е најубава што има тука. Тај се највар, да. Пријателствата се негуваат, не се креираат по желба. Тие се едноставно успешни во зависност од тоа колку различните страни вложуваат во нив. Македонско-холандското пријателство меѓу семејствата Дузе, Божиновски, Јоргушевски и уште неколку други се негува 41 година. Го продолжуваат и вторите и третите поколенија, зашто оние кои ги воспоставија денеска имаат и внуци. Богослав Божиновски бил дете кога неговите родители се запознале со ова прекрасно семејство од Холандија. Ова не е само на збор дека живееме заедно, него 40 години ние сме нон-стоп во контакт. Тој контакт не е само преку во почеток писма, пошто не постоеше интернет, не постоеја телекомуникациите како сешто се. Значи, контактите беа со нивно доаѓање секоја година, одека прво на летување, потоа и на зимување, тоа значи најмалку 2 пати годишно. Нормално нашите можности не беа толку чести да можеме да одиме во Холандија, но секоја можност ја користевме и на нивна покана одевме и ние ги посетувавме кај нив. Нормално нашите посети беа малку подолги таму, затоа што по една недела да може да искористиме нешто, не може да често да одиме кај нив. Не знам, прекрасни луѓе со кои што 4 децени живееме заедно и едно, дека се прекрасни, дека се слагаме и тоа што они се мои венчални кумови. Значи, кога 84-та се женев, они беа кумови. Семејството Дузе од Холандија дојде вчера. Виолета Јоргушевска, како и во изминатите 40 години, дојде да ги поздрави и да се потсетат заедно на минатото. Да се дружиш и да се гледаш со прекрасно семејство е голема чест. Од 76-та година нашите деца заедно растеа. Мојот син беше бебе, а нивните неколку години има, по 3-4 години,
и се до сега, еве, и они си формираа семејства, а нашето пријателство не прекина. Значи, горда сум што вака можеме да славиме заеднички збиднување 40 години од дружењето, од 76-та и 50 години на нивниот брак. Се надевам дека и за нашата 50 годишница вака ќе се собереме и ќе славиме тука. Оваа посета на Веми Мехи со синовите и внуците на тетово има и друго значење. Денеска ја слават својата златна свадба. 50 години се заедно. Решија и овој пат да поминат 2100 километри, за да го прослават својот јубилеј со пријателите, за кои ги врзуваат најубавите спомени.